Кратки најави за денешниот дневник. Ке се подобрува енергетската ефикасност во југозападниот регион. Охрид и понатаму со негативен прираст на населението. Иницијатива трскате на Охридското езеро да добие статус на заштитен вид. Идејата за хуманитарни паркинзи дава резултат, граѓаните да ги користат почесто. Изречена вкупно 52 години затворска казна за убиството на ракометарот Тото. Со најавените и со останатите содржини во дневникот започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес времето облачно со врнежи од дожд, ветровито и студено со измерени максимални само 6 степени Целзиусови. Над 1200 метри се очекуваат и врнежи од снег. Во текот на ноќта кон четврток, исто така ќе биде облачно со врнежи од дожд. Утре на југ и исток од Балканскиот полуостров нестабилно со пообилни врнежи од дожд. Врнежи од дожд и на Апенинскиот полуостров. Во останатите делови од Европа ќе биде стабилно со зголемена облачност, но студено. Особено студено се очекува да биде на крајниот исток од стариот континент. На Балканскиот полуостров времето претежно облачно и нестабилно, ке има врнежи од дожд проследени со ветер и ниски температури. Побилни врнежи од дожд се очекуваат на југ од полуостровот локално и до 40 литри на метар квадратен. Максималните дневни температури на Балканот од 2 до 15 степени Целзиусов. Во Македонија во четврток времето облачно, ке има пообилни врнежи од дожд проследени со ветер и ниски температури, над 1500 метри врнежи од снег. Во југозападните, јужните и југоисточните делови локално се очекуваат и до 35 литри дожд на метар квадратен. Минималните температури во интервал од -1 до 8 степени, максималните утре во Македонија од 3 до 10 степени. Во Охрид во четврток времето облачно, ке има пообилни врнежи од дожд проследени со ветер и ниски температури, како и до умерен североисточен ветер. Минималната 3, дневната 6 степени. Во петок и сабота умерено облачно време, минималната 2, односно 1 степен, дневната 8. Во недела не очекува облачно време со слаби врнежи од дожд, утринската температура 5, додека дневната 9 степени Целзиусови. Данкат, ваш партнер, село Мислешево, Струга. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во безпрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Супер акција во Миса Маркети. Ева туна со зеленчук 115 грама 42 денари, чај подравка Нане 30 грама 59 денари, маслинки 1 килограм 239 денари, Виофаст посен кашкавал 140 грама 69 денари, Виофаст посно бело сирење 200 грама 99 денари,
Битолско брашно тип 401 кг 42 денари. Фриком златна мешавина 400 грама 63 денари. Фриком грашок 400 грама 63 денари. Фриком црвено овошје 400 грама 129 денари. Пазарете со мерак, ваши Миса маркети. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ телевизија. Во југозападниот регион во земјава ќе се подобрува енергетската ефикасност. Ќе се вршат реконструкции и ќе се поставуваат термофасади на повеќе училишта во 7 општини. Енергетската криза ги натера општините да размислуваат за обновливи извори на енергија, а се поголем е интересот за поставување на фотоволтаични системи. Инаку овој проект чини 45,6 милиони денари. Ке се подобрува енергетската ефикасност во југозападниот регион во земјава. Во проектот се вклучени 7 општини, а ке се интервенира на 13 објекти. 2 училишта во Струга, по едно во Дебар и Пласница ке добијат термофасади, додека во општина Кичево на 4 училишта ке се поставуваат системи за фотоволтаици. Енергетската криза ги натера општините да размислуваат за обновливи извори на енергија. Со оглед на енергетската криза, еве, сега повторно имаме таков тип на интервенции и се поголем е интересот за поставување на системи со фотоволтаици за производство на електрична енергија. А во нови проекти кои што ги спремаме за следниот период, исто така имаме голем интерес од поголем број на општини заради енергетската криза. Изминативе 5 години Центарот за развој на југозападниот плански регион реконструираше 50 на објекти, а бенефитот е заштеда на електрична и топлинска енергија за 30%. До сега имаме околу 50 објекти, значи направено на територија на цел регион се разбира, во најголем дел секако тие се јавни објекти, основни училишта, средни училишта, градинки, друг тип на објекти, значи од јавен интерес. Во насока на енергетска ефикасност ќе се реконструираат и општинските згради во Дебарца и Македонски Брод. Вкупната вредност на проектот за енергетска ефикасност во југозападниот регион е 45,6 милиони денари, од кои 37,8 се од програмата за рамномерен регионален развој. Општина Охрид и понатаму останува општина со најголем негативен прираст на населението од останатите општини во регионов. Според податоците на Државниот завод за статистика, во третото тримесечје од 2022 година, во општина Охрид живо родени се 126 деца. Бројот на умрените лица е 163. Природниот прираст е минус 37 лица, односно за толку лица е помал бројот на живо родените деца од бројот на умрените лица. Во ова тримесечје од годината склучени се 129 бракови. За третото тримесечје од 2022 година се добиени 10 извештаи за разведени бракови. Во Струга природниот прираст е помал, минус 10. Склучени се 141 брак, а нема развод. Во Дебрца природниот прираст е минус 8, се склучиле 4 бракови, а има 1 развод. Во Вевчани природниот прираст е 0. Склучени се 6 бракови, а регистриран е 1 развод. Охридскиот регионален зелен центар покренува иницијатива Трската законски да добие статус на посебен заштитен вид во Охридското езеро. Ова значајно растение за биодиверзитетот нема законска заштита од уништување повеќе од 5 децении. Заклучоците од работилниците од проектот Мапирање и управување со трската на Охридското езеро ќе бидат доставени до сите институции во државата за да се заштити трската од Охридското крајбрежје.
Да запре уништувањето на трската на Охридското крајбрежје се упатува порака од работилницата, организирана од регионален зелен центар Охрид. Тие покренуваат иницијатива трската да добие законски статус на посебен заштитен вид во Охридското езеро преку проектот Мапирање и управување со трската на Охридското езеро. Представници од различни институции на државно и локално ниво, инспекторати, експерти од Хидробиолошкиот институт, жители од урбани и местни заедници кои гравитираат покрај крајбрежјето, предлагаат решенија како да се заштити ова значајно растение за живиот свет на езерото, а за кое нема законска заштита од уништување повеќе од 5 децении. Се обидувавме да ја заштитиме трската во многу наврати, но за жал без резултати, а ќе продолжиме со напорите и понатака, информира професор доктор Марина Талевска од Хидробиолошкиот институт, која повеќе од 35 години го проучува појасот на трската на Охридското езеро. Трската како растителен вид не е заштитена, односно во ниеден од законите со кои што се заштитува биодиверзитетот во Република Македонија. Трската е заштитена, меѓутоа како значаен општо се штити биодиверзитетот на растенијата и животните во крајбрежната зона. Во рамките на проектот Мапирање и управување со трската на Охридското езеро се направени истражување на појасот на трската на 7 локации на езерскиот брег. Целта е да придвижиме иницијативи за решавање на проблемите со кои се загрозува трската, вели Борис Матевски, председател на регионален зелен центар Охрид. Заклучоците и предлозите од работилницата ќе бидат проследени до надлежните министерства и локалната самоуправа, кажува Матевски. Би сакале прво, значи, да ги ставиме тие како предлози, а потоа ќе пробаме да седнеме заедно со сите релевантни фактори. Значи, ќе пробаме да го измениме законот или да го подобриме законот, односно да видиме и сега што е актуелен законот за заштита на Охридско езеро. Споредени резултатите од последното истражување во 2022 година со истражувањето од пред 10 години покажува дека појасот на трската се зголемил за 15 хектари. Во 5 од 7 локации е констатирано зголемување на појасот на трската. На едно нема промени, додека на потегот Љубаништа Свети Наум испитувањата покажале дека појасот на трската се намалил за околу 1 хектар, напоменува професор доктор Марина Талевска. Инаку проектот Мапирање и управување со трската на Охридското езеро е финансиран од Европската унија од Фондот за локална демократија, спроведен од Европската унија и општина Охрид. Хуманитарните паркинзи во Охрид се користат, но не пречесто. Директорот на предпријатието Билјанини извори смета дека овие паркинзи се јасно обележани. Потенцира дека цената е иста како и за останатите паркинзи. Граѓаните не треба да ги мешаат со паркинзите наменети за лицата со попреченост, туку често да ги користат овие паркинг места, бидејќи наплатата од нив оди во хуманитарни цели. Првите хуманитарни паркинзи во Охрид, одбележани годинава на Кеј Македонија, се користат, но не пречесто. Јавното предпријатие Билјанини извори на предлог на градоначалникот Кирил Пецаков во екот на летната сезона одвои 2 паркинг места и ја оформи паркинг зоната Х, непосредно пред пресекот на Кејот со улицата Јане Сандански. Теодор Андоновски, директорот на предпријатието, смета дека овие паркинзи се јасно обележани, потенцира дека цената е иста како и за останатите. Граѓаните не треба да ги мешаат со паркинзите наменети за лицата со попречености, туку почесто да ги користат овие паркинг места од кои наплатата оди во хуманитарни цели. Кои ги оформивме хуманитарни паркинзи, ги обележивме со црвена боја и со срце, чисто да бидат маркантни. И на нив беше поставен знак за да можат граѓаните да знаат дека тука се работи за хуманитарен паркинг и да ги користат што почесто тие паркинзи. Цената е исто како за А-зона, за тој дел, да речам, на паркирање. На зима е 30 денари, на лето е 40 денари во летниот ценовник. Пресекот на наплатата, кој исклучиво е преку СМС пораки од поставувањето на 20 јули година, па заклучно со месец октомври покажува дека е прибрана солидна сума во износ од околу 800 евра, смета Андоновски. Средствата на дополнети со оние кои ќе се приберат до крајот на годинава
ќе бидат донирани во консултација со градоначалникот на Охрид. Наплатата е тука исклучиво преку СМС. Вкупно досега се собрани 48.860 денари, без ноември. Видете, планот е за таму каде што не е потребно да се достават тие средства. Идејата е на градоначалникот за хуманитарните паркинзи. На крај на година ќе направиме точно колку средства се одлеани и заедно со градоначалникот ќе утврдиме каде би се стајале тие средства. Охрид е првиот град во држава кој воведе хуманитарни паркинзи, а исто така постои идеја по целосно реконструирање на улицата Македонски просветители да се воведат хуманитарни паркинзи на други локации. Дел од пекарниците најавуваат дека од утре граѓаните ќе можат да купуваат леб по цена од 32 денари. Во наредниот период, како што велат за МИА, ќе има корекција и на цените на другите пекарски производи, веројатно пониски за околу 10%. Мелничарите и пекарите сметаат дека со активирање на стоковите резерви би се постигнал поширок бенефит. Кај млечните производи пак, посериозна стабилизација на цените може да се очекува само ако им се даде поевтина струја и на фармерите. Според Стопанската комора, млечните производи што ќе се произведуваат од 1 декември натаму со ефтина струја, ќе се продаваат по нова година. Снижувањата за над 10% се можни и кај месните производи доколку владата донесе одлука со која би се укинале давачките на увозните суровини, порачуваат преработувачите на месо. Тие како одговор на кризата и намалената куповна моќ на потрошувачите најавуваат акција домашни квалитетни ефтини месни производи достапни за секој граѓанин. Компаниите од прехранбената индустрија од утре преку СМ продажба треба да добиваат струја по субвенционирана фиксна цена од 80 евра за мегават час. Компаниите сметаат дека регулираната цена на струјата, комбинирана со мерките за маржите во мало продажбата, ќе даде ефект. По 18 години казна затвор за Анđelo Георгиевски и Клементина Левковска и 16 години затвор за Андреј Костовски е пресудата која ја изрече Основниот кривичен суд во Скопје за сторено кривично дело убиство на хрватскиот ракометар Денис Тот пред ноќен клуб во градскиот парк во Скопје на 7 април годинава. Пресудата ја изрече судечки совет на чело со судијката Елена Илиевска Јосифовиќ и таа не е правосилна бидејќи странките имаат право на жалба до повисокиот апелацијски суд од Скопје. По изрекувањето на пресудата на барање на обвинителството, судот им го продолжи притворот на обвинетите до правосилност на пресудата. Покрај затворската казна, судот определи и надомест за штета за семејството на убиениот ракометар и тоа по 9 милиони денари за мајката и таткото, 8 милиони денари за братот на Денис Тот. Согласно обвинителниот акт, обвинетите се товарат дека на 7 април пред ноќен клуб во градскиот парк во Скопје заеднички го лишиле од живот оштетениот Денис Тот. Во текот на доказната постапка обвинетите најпрво изјавија дека не се чувствуваат виновни. Обвинителството потоа изведе докази кои се однесуваа на обвинителниот акт. Се изведоа материјални докази помеѓу кои беа и видеоснимката од конкретниот настан, сведоштва на очевидци на настанот како и вешти лица од областа на судската медицина и психијатријата. Одбраната во текот на доказната постапка преку изведените докази и изјави алудираше на преквалификација на делото бидејќи според нив во кривичното дело убиство за кое се обвинети обвинетите недостасува умислата. Судскиот процес траеше помалку од 3 месеци. Следуваат вестите од светот. Во кинескиот град Гуанжу демонстрантите се судрија со полицијата поради строгите ковид мерки пренесуваат светските медиуми. Судирите во овој јужен град означуваат ескалација на протестите одржани во трговскиот центар во Шангај, главниот град Пекинг и други градови за време на викендот во најголемиот бран граѓанска непослушност во Кина, откако председателот Ши Џинпинг ја презеде власта. Расте и незадоволството кај кинеските граѓани поради острите мерки против коронавирусот кои влијаат и на кинеската економија. Била забележана полиција како спроведува голем број лица со лисици на рацете на непозната локација. Друго видео покажува луѓе како фрлаат предмети кон полицијата. Австралискиот институт за стратешка политика процени дека се одржале 43 протести во 22 кинески градови. Комунистичката партија на Кина најави дека одлучно ќе ја потисне инфилтрацијата и саботажата на непријателските сили по најголемите протести во последните децении насочени против ковид мерките.
Во складиште во областа Брјанск на западна Русија денес се запалија резервоари со нафта на околу 1800 квадратни метри. Како што изјавил локалниот гувернер Александар Богмас на својот канал на Телеграм, пожарот го изгаснале повеќе од 80 лица со 30 парчиња опрема, меѓу кои пожарникарско возило. Богмас додаде дека нема извештаи за жртви, а на местото на настанот е испратена и воздушна противпожарна единица. Тројца кинески астронаути пристигна на вселенската станица Тиангонг, каде што ќе поминат неколку дена заедно со тамошниот тим од нивните колеги, а потоа ќе извршат првата кинеска ротација на екипаж во вселената. Астронаутите полетаа со вселенското летало Шенжу 15 синоќа во 23 часот и 8 минути по локално време од вселенскиот центар Дјукван во пустината Гоби во северозападниот дел на земјата. Вселенското летало со астронаути успешно се приклучи на вселенската станица претходно. Тројцата астронаути ќе останат на вселенската станица 6 месеци и им се придружија на тројца астронаути на вселенската станица од кои се таму од почетокот на јуни. Во вселенската станица Тиангонг може да има 6 астронаути во исто време, а смената трае околу една недела. Ќе ја представува првата ротација на екипаж во орбитата. Половина од светските демократи се во состојба на пропаѓање, со влошување на граѓанските слободи и владење на правото, авторитарните влади стануваат по-прогресивни, предупреди Институтот за демократија и изборна помош со седиште во Стокхолм. Идеја во својот годишен извештај наведува дека демократските институции се подкопани од проблеми кои меѓу другото вклучуваат ограничување на слободата на изразување и зголемена недоверба во легитимноста на изборите. Како посебни предизвици идеја ги посочува руската војна во Украина, предстојната глобална рецесија, климатските промени и пандемијата од COVID-19. Во извештајот се наведува дека никогаш не бил толку голем бројот на земји кои назадувале, во кои е забележена сериозна ерозија на демократијата. Како земји со проблеми на огромна политичка поларизација, нефункционални институции и закани за граѓанските слободи, идеја ги споменува Полска, Унгарија и Соединетите Американски држави. Во Европа речиси половина од демократиите се во колапс, но се нагласува дека демократските вредности и институции се клучен штит против руската агресија не само во Украина, туку и во земјите од регионот. Што се однесува до авторитарните режими, идеја тврди дека нивниот број е двојно зголемен за последните 6 години, но Африка се покажала како поотпорна на нестабилноста во светот, а Гамбија, Нигер и Замбија забележале демократски чекори напред. Почитувани гледачи, ова беше се во првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам за вниманието, пријатно.